Somebody hating. Let's flip some pages. That's just a phase. You know, recent phases. History made. Let's split these wages. It's okay. It's Giggs and David. Giggs and David, Straight Murder. Хей. Добре дојдовте во шестото издание на Пандамониум радио шоу. Се загреавме со две траки директно од Британија. Малце потврд звук за старт. Јас сум Мајрис Креч, вашиот домакин. До мене Трајче, a.k.a. Activity. Здраво, Трајче. Добро вечер, екипо. Здраво, Дарко. Даре, имаме одлична емисија спремена за денес. Многу нова музика, различни звуци и мислам дека ќе задоволиме многу глави вечера. Многу сум возбуден за емисија, уште таму во петокот кога излегуваат двата албуми и кога направивме мувати со Кискен дека ќе дојде као гостин, така да баш со душа ја чекав да почнеме. Big up до сите што се пуштија во Курано, Notification Gang. Shout out to you. Тоа беа две песни за загревање, ќе чуеме уште две. Малце поинаков звук за старт од претходните изданија. Имаме пект емисија, значи фул со содржина, така да идеме уште две песни да се загрееме, да се пуштат сите луѓе на Mixlr и почнуваме со предвидената програма. Тоа што следува Lil Wayne и Drake, BB King Freestyle. Hey, and I'm still spinning paper back from 1995. 1995, Juicy J и Logic. 2020 е многу луда година, па воопшто не ме ни чуди оваа соработка, искрено да ти кажам. Неочекувана, ама добро дојдена. Ја опишува годината некако, Дефинитивно. скроз. А и ми изненади оваа песна, искрено да ти кажам, пошто уште кога ја слушнав, многу ме потсети на International Players Anthem од UGK, заедно со Outkast. Да. Не знам зошто, но тој семпл, soulful семпл, не знам, и самите кордови и текстот некако многу ме потсеќа на тој флоуто повеќе него ли текстот. Многу интересно дека ова е песна која се најде на албумот на Juicy J, а уствари Logic во првите 2 минути е само он. Тоа е многу интересно, а после Juicy J кога влага дава тотално друг твист и свој шмек на песната. Не знам, не мислам дека тоа повеќе е некоја артистичка не знам, одлука од страна на Juicy J за да го направи ова. Одлично, оваа недела ја слушнав едно 20-30 пати сигурно накад на репит. Многу добра песна, интересен спот, вреди да ја зирнете. Juicy J и Logic, невообичаено комбо. Се загреавме со 4 песни и имаме многу ствари за денеска, така да почнуваме со предвидената програма. За да се дозагреем убаво и да испрезентираме листата која ја спреми Нина кај нас на Spotify и на YouTube. Pandemonium Guest Selection број 2, big up до Нарли Нина. Шараут Нина. Имаше многу добра селекција, доста поразлична од таа на Кире, не знам дали стигна да ја прислушаш. Се уште не, ама ги разгледав траките, да, дефинитивно е многу поразлична него ли таа на Кире. Има многу понови ствари, но ми се свија. Сакам да ја одделам внимание и да ја слушнам убаво. Ќе почнеме со две песни од неа како што испочнува самата плейлиста. Првата е Jeremiah и T.Y. Dolla $ign со песната The Light и следува песната Compensating од Amine и Young Thug. Па после нив ќе позборуваме малце повеќе за нашиот концепт позади Pandemonium Guest List и конкретно за оваа плейлиста на Нина. Уживајте. Rolled inside the Benz. I fucked up once and I got you bent. It's hard to admit that I made my bed, but you know I'ma always wish you the best. Compensating, Amine и Young Thug, слушаме песни од втората Pandemonium Guest селекција. Овој пат од Нина, уште една big up Нина. Интересна плейлиста, доста поразлична од претходната и тоа е целта да промовираме што повеќе различни вкусови и стилови на оваа плейлиста. И различни мудови. Се разбира, ќе прочитам на кратко што каже Нина како ја се опиша оваа плейлиста. Ова е селекција од песни кои ги слушам многу во последно време, за кои мислам дека ќе бидат супер да се слушнат на журка после заминувањето на пандемија. Со надимак The Post-Pandemic Aesthetic, селекцијава ја слушам кога ќе ми треба pick me up од секојдневието и рутината која морам да ја почитувам. Има микс од познати и underground песни и артисти кои посвесно се подредени како што би течела една журка. Многу добро објаснување и стварно ја пишува плейлистата, за разлика од на Кире која беше доста почил плейлиста за упозадина додека работиш или чилаш. Ова е баш онака као еден тек на журка што мене многу ми се свига. Можам да замислам како би изгледала во клуб бидејќи почнува вака полежерно, потоа има доста појаки бенгери и на крај завршува со некои луди throwbacks од 2000-тите. Тоа е тоа. Што мене ми се свиѓа, посебно во првиот дел, доста песни научив, меѓу нив си тие следните две кои ќе ги слушнеме од новиот албум на Megan Thee Stallion. Така да
Дали е дзирна плейлистата, што мислиш за неа? Јоп, кој што кажа, има некои бенгери, убав тек, каде што значи почнува лабаво, го достигна својот врв и завршува со некои луди throwback песни, но конкретно не можам и се уште не сум во таков муд кај што не знам зошто на валјда последниве 8-9 месеци од кога влеговме во карантина, од кога се повлековме дома, мислам дека тотално го изоставив тој вид на музика во смисла бенгери и некои поенергични битови. Сега сум префрлен сосема на нешто друго и мислам дека и одлична е, но ќе ми треба време да ја примам и да ја почитувам кој што треба, онака да ја воспремам во себе. Многу Да би сакал да чуем некој ваков сет од некој диџеј у Македонија кога заврши пандемијава. Па диџеј ако не слушате, проверете плейлистата на Нина, може да научите некои песни или бар стилови, ако ништо Апсолутно. друго. И јас научив две песни што не ги знаев претходно од оваа плейлиста, и тоа двете песни се од Megan Thee Stallion, бидејќи не го преслушав албумот. Искрено мене не ми се свига онака као артист, премногу речет ми е, тие неколку бенгери што се окей, али едноставно not my cup of tea, али вака добро сместени у плейлистава ги осетив убаво и ми легна и ги симнав и ги ставив во сарато. Ја не можам да го кажам истото, бидејќи не сум фан на Megan Thee Stallion, ама што е дефинитивно еден од најбитните звукови женски вокали во хип-хопот моментално. Така да тоа е тоа. Би сакал да ги чуем уште тие две песни. Првата се вика What's New, следната се вика Go Crazy, на која гостуваат Big Sean и 2 Chainz, па потоа продолжуваме со Jack Harlow и неговиот нов албум. You gon' let me hit it any day now. What you gonna say now? Her my ex-girl got a baby now, but she still let me stay now. Слушаме Jack Harlow, Way Out, синглот со Big Sean од неговиот деби албум That's What They All Say. Албумот излезе во петок, а синглот измислам дека излезе преходната среда, како најава за самиот албум. И мислам дека беше погодок сингл, бидејќи баш као што треба еден сингл да звучи. После таков бенгер кој што беше Tyler Hero, мислам дека ова беше солиден follow-up на него. И морам да напоменам дека Big Sean е нереално активен и предобар со сите фичерс што ги направи годинава. Во петок, Покрај тоа што извади албум. во петокот баш правевме преслушување на овие два албуми, на албумот на Jack Harlow и на Kid Cudi, баш во четот се разврза некој муавет дека Big Sean low-key се врати, actually се врати многу јако На голема врата. во втората половина Јоп. на 2020. Се слагам дефинитивно. Солиден проект, одлични фичерс, се поврза многу добро со Hitboy, трагата со Фреди Гипс, феноменален годинава. Го почнавме преслушувањето на овој албум на Jack Harlow кој се вика That's What They All Say со оваа песна, бидејќи некако добро ми се поклапаше со претходните, дека беа по-бенгерски. И плюс од овој албум издвоивме песни кои не се веќе познатите бенгери, како Tyler Hero и What's Poppin', па и оваа. Сакавме да влеземе маца подлабоко и да презентираме тоа што actually стварно ни се свигаше нас од албумот, бидејќи Jack Harlow изненадувачки понуди доста подлабоки траки од што очекувавме на некој начин. Се слагам. Работата е што иако тој овие тематики ги обработил и во претходните негови проекти, мислам дека ова е прв и бидејќи е commercial дебют, тој има проекти позади него, значи има микстейпови кои што датираат и уште од 2017, тој е активен и тој е овде на сцената, но работата е дека после таков хит што беше What's Poppin', мислам дека на 2020 беше негова година и албумот кој што го извади не беше очекуван. Сите мислевме дека ќе извади бенгер after бенгер, никој не го очекуваше ова, но тој си остана на своето, си остана на тоа интроспективното и ретроспективното. Има текстови каде што длабоко копа во себе, избори за тие и за фейм, и за пари, и за се тоа што му се случило годинава, од кога искочила What's Poppin' и што тоа све значи за него. И мислам дека е одличен и солиден проект кој што ќе го зациментира за многу понатака. Се слагам и за мене истото важи. Мислам дека заокружи годината баш како што требаше, со оглед Апсолутно. на сите хитови што ги имаше претходно. И ми изненади позитивно бидејќи очекував јас некоја колекција на бенгери. Ова беше многу, добивме доста повеќе од тоа што го очекувавме. Јап. Албумот има 15 песни, од кои бенгерите се тука 3-4, значи What's Poppin', двете верзии, Tyler Hero, од другите 12 песни, да речеме пола се на некој начин дип песни, другите се исто полубенгери. Deep Така да, cuts и B-sides. одлична комбинација. Добро е дека има неколку песни кои се поврзани меѓу себе директно или индиректно. Како part 1 и part 2 ќе ги слушнеме и што станува збор. Ќе Дефинитивно. почнеме со првата песна на албумот која е интро, која се вика Рандеву, и веднаш потоа следува Face of My City
еден трап бенгер на кој му гостува Lil Baby. Па ќе влеземе после пак ќе збориме за него. Уживајте во Джек Харлоу, првата трака од неговиот албум That's What They All Say, Рандеву. On the face of my city, co-signed by Diddy. Hard liquor, I'm shitty. Hotel with some biddy, gotta doing my bidding. You changed, no kidding. Wasn't always this pretty. Джек Харлоу и Lil Baby. Кога почнува вака еден албум, не ни може да се очекува ништо помалку. Не ни чекаат пред да дропне и реуират. Лудило. Тоа ми е многу добро за овој албум што се однесува истото и на другите проекти на Джек Харлоу, што песните се многу кратки и често има поврзаност помеѓу две песни или три песни на самиот проект. Што го прави албумот да е многу easy listen. Да, дефинитивно за албум кој што иако е 15 траки, као цело време е поврзан и продукцијата е многу поразлична, значи и кој што видовме од интрото многу скока на многу поинаков вајб во втората. Мене ми е одлично и стварно е easy listen и мислам дека и тоа го прави во претходните негови проекти. Да се навратиме на првиот две траки, што имаш ти да кажеш за нив? Рандеву е одлично отварање, кажува многу работи што треба да се кажат, а вторава само онака те удира едноставно и викаш ајде да чуем што е следно. Дефинитивно, ја би рекол дека интрото е многу одлична, буквално интродукција, иако е self-explanatory, бидејќи интро, но и го воспоставува целиот муд на албумот. Со тоа што кажува се тоа што му се случило преку годинава, промените низ кои што поминува и морам да напоменам баш тоа сега го зборевме, дурбевме офлайн дека мене многу ме потсеќа на еден многу извонреден микс на Mac Miller Before Macadelic и Drake. Не знам зашто, но и не е тоа критика. Едноставно, не знам, мене многу ми изненади и влечам паралели дефинитивно со Drake и низ целиот албум, но конкретно Рандеву ми остана еден таков печаток кај што прави многу одличен микс помеѓу Mac Miller и Drake. Тоа ти беше интересна забелешка кога ми ја кажа преска ме замисли малце, ама кога ми ја објасни малце подобро сватив на што мислиш. А иначе big up до сите што беа во петокот на Listening сесијата тука на Mixlr. Се разврза муабет во четот дека потсеќа на Mac Miller во тој некој период околу Macadelic. Јап. Па ја би рекол дури пред, бидејќи Macadelic беше за Мек еден многу лош период каде што Macadelic беше потикнат од многу подруго место, за разлика од Джек Харлоу кај што ја би рекол дека не е толку притиснат од... Мислам дека луѓето многу добро ќе го прифатат овој албум, тоа мислам. Да, се слагам, ама мојот беше дека потсеќа на некои моменти на Mac Miller и се слагам со тоа и можам да најдам сличности, но Джек Харлоу си има тотално посебен стил и некако си има свој вајб што го прави уникатен, го прави доста уникатен, бидејќи во моментов нема ни еден артист како него на сцената. Нема. Се слагам и иако сега сме буквално две песни во албумот, ќе напоменам дека не знам, во исчекување сум што тоа кај ќе го носи креативниот дел во следниот албум. Многу ми интересира кај ќе. Ќе биде многу многу интересно кој пат на кариерата ќе го фати, баш и за ова зборевме во петокот, така да следна сесија обавезно да доеш, знам дека имаш многу работа. Ајде јави ни ги следните две песни кои се као комбинација, иако се доста различни звучно, тематски некако имаат поврзаност и тоа што се една по друга. Прави една целина, тоа се песните Keep It Light и Cream. Хери Фрод продукција, брат. Ја бев многу изненаден бидејќи на обично Хери Фрод својот так го става на почетокот. И кога го слушав, буквално го слушав за прв пат го слушнав Сабајлево, бидејќи бев зафатен, слушав некои други работи и Сабајлево го слушнав за прв пат во целост онака front to back и кога се пушти Keep It Light онака буквално си реков и кога битов потсеќа на некој. И после на средина кога ми влезе тој так онака као све ми беше јасно, све ми стана јасно за што станува збор. Одлична, иако многу едноставна продукција би рекол, значи soulful production, sample based, кој што знае Хери Фрод, но Джек Харлоу си го прави своето и многу сум изненаден што Джек Харлоу и артист и посебно на commercial debut, значи албум кој што сите буквално ќе го гледаат, одбира да прави песна со Хери Фрод. Да, и неговата бит селекција е многу интересна бидејќи многу разновидна. И дури повеќе би рекол дека влече некој бумбап, некој хип-хоп, отколку некој трап. Јап, и тоа ми се свиѓа. Цела 2020 е таква полна со такви албуми и не знам, позитивно сум изненаден од тоа и сакам тоа да продолжи. Ќе ги слушнеме Keep It Light и Cream, иначе мене при првите слушања тие две ми влегоа најбрзо во уво и баш како комбинација од двете, затоа ги пуштам една по друга. Слушнете ги, уживајте. Пандамониум радио шоу број 6. Слушаме добра музика. Слушате го само битов како вози. Партали. Джек Харлоу,
Keep it light. Уживајте. I am not a visit to your mommy. I got a couple mommies on call that's about me. Джек Харлоу, Cream, скоро и да нема утка на целиот албум. Апсолутно. Според мене нема скипс дефинитивно. И овие две песни, иако се многу, би рекол на почетокот од албумот, мислам дека многу као е врвот на самиот албум. Не знам зошто, но овие две ми се феноменално добри и ми се од двете омилени. Исто и мене. Од првите слушања, а докато преслушав доста пати, ќе повторам уште еднаш, мене ми е многу easy listen, многу лесен за слушање, брзо се поминува низ него, посебно кога ги трнеш последните 3-4 песни дека се тие познатите хитови. Јоп. Тие првите 10 песни супер си се возат. Апсолутно. Што ја кажеш за соработката со Static Major и со Bryson Tiller? Тоа е Луивил, Кентаки, дефинитивно, но не знам зошто, иако и пак е таа паралелата со Дрейк, каде што Дрейк, ако се сеќаваш на Scorpion, го имаше моментот кај што буквално зеде unreleased Майкл Джексон песна и само ја преработи, така? Да. И ова конкретно е само преработка на стара песна од Static Major и мислам дека иако Bryson Tiller е многу добар и Джек Харлоу си го прави својот дел, мислам дека можеше многу боле да го репрезентира со тоа што зимаш стара песна од многу легендарен пеач. Феноменални си и двајцата, значи Bryson, иако е млад, си го покажа тоа што може и што умее да го прави. Има неверојатно добри вокални способности, но мислам дека можеше на многу подобар начин да се дае шараут и да се дае омаж за таков лик кој што е и легенда кој што е Static Major. Да, мене звучно песната не ми припаѓаше тука, некако и баш осеќам дека онака песна стајана на комерцијален албум кога да фати некој друг. И тоа е моментот, Некоја друга публика. бидејќи буквално е само земена песна многу стара од Static Major и е обработена за 2020. Го слушаме албумот на Джек Харлоу, изборуваме за него. Ако не сте го чуле, топло го препорачуваме. Исто така, ако ве заинтересира како лик и ако допрва го дознавате, отидете на Pandemonium Radio на Инстаграм и прочитете го мојот текст кој ја објаснува неговата кариера последниве 2-3 години, да добиете подобра слика за него како артист и како човек. Јоп. Инаку big up до сите што ни пишуваат на сторис, што ни остават коментари и ни реагираат на слайдерите и на половите и на тие ствари. Сакам да прочитам неколку респонси конкретно за овој албум. Според слайдерот за оценка, ова е некоја оценка 8, би рекол, што е сосема окей. Big up до сите што гласа. Да. И сакам да прочитам неколку коментари чисто да добиеме представа што им се свига на луѓето кои не следат. Big up Мана. Мана ни пиша Fire All Around, една-две weak траки и малце репетитив продукција. За продукцијата не се слагам, за другово се слагам баш така како што мислам. Да, јас. баш овој проект мислам дека не е толку репетитивен, но не знам, можеби од поглед на вајб или од поглед на можеби му била репетитивна, но прилично е версатилна ако ме прашаш мене. Никола Цветковски ни пиша многу солиден албум, но во иднина не би го имал постојано во ротација бидејќи ми нема некоја тежина. Се слагам, јас повеќе го гледам како добар негов проект, ќе го слушам сега периодов овој месец дена. Веќе неколку песни распредели во Сарато, така да ќе имам спремни за пуштање музика, за на радио, за миксови. Повеќе во таа насока го гледам отколку дека би го утепал од слушање понатам. Бидејќи ќе ми досади сигурно кај да е. Да, се слагам, не е таков албум кој што ќе има кој знае каков longevity, но мислам дека е добар као бастион каде што Джек Харлоу се покажува кој што е и што може да направи и затоа велам е одличен степап од сето тоа што го има направено и многу ме интересира креативно каде ќе затера со следното, бидејќи стварно е мега звезда и доколку продолжи со ова, дали ќе почне да експериментира со звуци, дали ќе почне нешто сосема друго да прави, бидејќи има некакви индикации за тоа и не знам, стварно се надевам дека ќе изводи уште толку подобар следен проект и мислам дека може тоа да го направи лесно, во зависност и што тој тоа сака да целта, да. што сака да постигне со неговата кариера. Big up до Арето кој не поддржува и не шерува цело време. Пишал Шаратара. овој белец е добар, изводи свој звук у музиката. Се слагам, звукот е баш карактеристичен за него. Па и да и не. Ја би рекол пак, не знам зашо, ама тие паралели и баш тоа ти го пишав и преска. Има некои моменти ептен што ме потсеќаат на Дрейк, на 2015-2016 Дрейк кај што и именувањето на песните ми се апла онака како Дрейк. Имам некои други забелешки. Не знам зашто пробува да го надпее Крис Браун на песната. Не знам дали запримети, но во првиот дел тој пее, не пее Крис Браун. И тоа ми беше многу чуден момент каде што Джек Харлоу почна ептен да пее и да влага во R&B води. Да. Може тоа малце ми беше off-putting онака, но дефинитивно, пак ќе кажам,
ова е одличен commercial debut и сакам само да чуам повеќе од него. Тоа е тоа, ќе прочитам уште два коментари. Андреевска, Harlow outdid himself, hit after hit и многу добри фичерс, се сложуваме со тоа, веќе зборевме. Факт. И последниот коментар на Китановски, предобро, флоу погодено на секоја песна, разновидност 100 од 100. Тоа е факт. Дефинитивно еден од најголемите квалитети што ги има Джек Харлоу е неговиот деливери, брат. Безпрекорен. Тоа е тоа, ќе слушнеме уште една песна, можеби најчудната соработка на која песната Same Guy на која гостува Адам Левин. Со ова ќе го завршиме преслушувањето на овој албум. Уживајте во последната песна од Джек Харлоу од неговиот албум и продолжуваме после со Кид Кади. Despite this war in me, despite this war in me. I've been here before. Hey, I've been here before. Кид Кади, Can't stop Tequila this Shots. war in me, can't stop this war in me. песната која го отвара третото продолжение на Man on the Moon, кој сега The Chosen. Мислам дека има одличен старт во комбинација со самото интро кој се вика Beautiful Trip. Му дава баш добар старт на албумот. Трече го преслуша албумов? Јоп. Го слушав и Дурго пушта се во петокот. И кој што кажа, два албуми преслушуваме денес. Интрата се одлични и на двата. Ова е мислам дека одличен старт за Кид Кади и за целиот мут кој што го носи албумот од почеток до крај, бидејќи самиот по себе е концептуален. Се дели, ако не се лажам, нели на 4 дела, така што или 3. На 4. 4. Со тоа што секој за себе си има некоја приказна и ова е мислам дека и одличен, иако е од Act 1, делува како одлично интро за целиот проект. Да. Мене ми се допаѓа проектот. Не би можел да ги споредам воопшто со Джек Харлоу, бидејќи се тотално различни проекти и артистите како прво Кид Кади и Джек Харлоу. Али проектов кога го слушав прв пат, посебно кога слушавме во петокот, ми остави многу добар впечаток, посебно првите два дела, значи првите 8 песни или 6 песни и двата скита како и да се. Ме изненади многу позитивно Кид Кади, бидејќи се бенгери, звук што не го очекував од него, има некој голем инфлуенс, се појавува и Pop Smoke, ја осеќам некој голем инфлуенс и нешто, Тревис Скот, таков стил. Така да многу позитивно ми изненади од таа смисла Кид Кади. Искрено не знам што да очекувам, бидејќи претходниот албум кој го извади во 2018 со Kanye West не ми се свиеше баш, воопшто не ми се свиеше, не е not my cup of tea, али ова би рекол дека 70% од албумот ми се свија. Да. Има не знам, има еден таков track record Кид Кади кај што еден албум му е хит, другиот му е мис, последниот пак е мис, последниот хит. Така и со ова, мислам дека ако тргнеме од 2016 со Speed Bulletin to Heaven, за мене тоа беше еден енормен мис според мене. Па потоа се на еден начин he redeemed himself со PPDS, а тоа е Passion, Pain and Demon Slaying. Kitsy Ghost, не знам, ја не би го вклучил во соло дискографијата на Кид Кади, бидејќи сепак овде е Kanye и Kanye има многу голем инфлуенс. И Man on the Moon 3, каде што ја завршува и таа триологија, значи 3 албуми поред, сите на еден начин. И што мислиш, дали се тие поврзани некако? Мислам дека сонично и не се толку многу, бидејќи на секој има нешто повеќе да додаде и поразличен звук, поразличен мут. Така да не ја гледам конекцијата измеѓу, но концептуално го сваќам моментот, бидејќи секој албум за себе е посебна приказна. Да. И мислам дека сакаше да ја заврши трилогијата, бидејќи претходните два албуми беа во 2009 и 2010. Тоа е пред 10-11 години. Не ни може да се очекува дека би бил сонично или па дури тематски сличен, бидејќи тотално различен човек од почетоците до сега, помина ни ups and downs во својата кариера. И мислам дека е добар начин да ја затвори трилогијата и очигледно да постави некој друг стандард за сам себе кој што би сакал да го видам понатаму. Би сакал да го видам повеќе на клубски бенгери. Знаеме како се снајде на бенгерите со Тревис Скот, каде да гостува периодов, се снаоѓа одлично и мислам дека му лежи вака малце потврд звук, како што мислам дека сега. И мислам дека го има утврдено тоа, и сам си го има потврдено, бидејќи свесен е за тоа и го користи, затоа и албумот. Бидејќи ако гледаме и од претходните изданија, значи повеќе тој дивираше кон електронска музика и кон некои такви семплови. Така да ова е голем скок во неговата во соничноста на самиот албум и во звукот. И да, дефинитивно има некои чудни
чудни навидум, инаку функционираат според мене, но мислам дека овде имаат голем удел и самите продуценти, бидејќи во целост овој албум е продуциран од The Genius, така што мислам голем дел од продукцијата и припаѓа нему, така што и тој си има погрижено многу за звукот на целиот овој албум. Ке чуеме две песни кои се многу јаки бенгери, кои многу позитивно ми изненадија. Првата се вика She Knows This, на која има и многу интересен бит свич на половина. Очекувајте го тоа. И втората се вика Show Out во соработка со Skepta и со Pop Smoke, Kid Cudi на Drill Beat. Ајде да чуеме, па ќе позборуваме малце покасно за тоа. Уживајте. We're supreme, see what I mean? Show up, see us pull up, back out, pull up. Kid Cudi, Skepta, Pop Smoke, Show Out. Кој би рекол 2020 shit, Kid Cudi на Drill Beat. Лудо. Ја уште кога ги слушнав, мислам дека искочи, ако не се лажам, имаше некаков снипет од самата песна. Многу ме зачуди. На лист ми изгледаше многу чудно, не знаев како би звучило ово. И кога го слушнав снипетот, сватев дека е Drill Beat онака. И си реков што поѓа волите, искрено тоа ми беше првата реакција, но позитивно сум изненаден. Исто јас песната Викендов постојано во ротација ја ставив да биде број 1 на Pandemonium Top 10 листата, која ќе откриеме утре. Тука завршивме со двете песни кои ги избравме, кои се како по бенгери од овој албум. Ќе слушнеме две малце по подлабоки песни од Kid Cudi. Таа што следува е Mr. Solo Dolo 3. Значи третото продолжение на негова позната песна. И епилогот на целата трилогија. Мене искрено ми се допаѓа. Ме потсеќа помалку на претходните, ами не баш толку многу. Па можеби мислам дека тоа и она причински направено, бидејќи сепак е некакво продолжение на претходните. Рачунај дека збориме за албуми кои што се 12 години стари, така да можеби и сонично звучи, не знам, и нему му звучала сонично и сакал да ја стави, бидејќи и да го заврши албумот и да ја заврши и триологијата на самата песна. Точно. На Инстаграм добивме малце повисока оцена од таа за Джек Харлоу. Не би сакале да ги споредуваме албумите, бидејќи се тотално различни. Имаме некои интересни коментари. Мана ни пиша It's a Grower 100%. Бурческа ни пиша предобар албум, каверот е прејак. Се сложувам. Исто после се надополни Cudi автентичен, има свој препознатив стил. Не очекував ништо помалце. Точно. Факт. Мислам се е тоа. Кико ни пише дека најверојатно Mr. Solo Dolo е топ 5 песна од Cudi all time. Супер ако ти се свиѓа толку. Ја би рекол дека имам боле 5 Kid Cudi песни, ама мислам дека тоа е и не знам. Ги читам коментарите и Никола Цветковски ни пише се уште го немам убаво преслушано, но тоа што го слушнав од првиот дел ептен ми се свиѓаше. Првиот дел и мене многу ми се свиѓа поише. Ќе му давам шанса и на, односно првиот и вториот, ќе му давам шанса и на третиот дел, но мислам дека не е нешто што би ми се стигало мене. Знаејќи се каква музика слушам. Трече нешто друго за конкретно за албумов или да ги чуеме овие две песни да преминеме? Мислам дека е краток период од кога искочи и мислам дека со тек на време и боле ќе легне. Со тоа што Kid Cudi е таков артист, мислам дека стварно треба да си даеш време да го преслушаш и да на еден начин да порасне албумот со тебе. Точно. Ке слушнеме уште две песни од Kid Cudi, Mr. Solo Dolo 3 и песната For the Kids, која се наоѓа таму при крајот на албумот, ако не се лажам, можеби последна. Чујте го и тој албум, па после тоа преоѓаме на МК сцена, имаме доста интересни ствари за МК сцена, најбогата МК сцена рубрика до сега. Апсолутно. И многу сме среќни поради тоа. Да го завршиме Kid Cudi, уживајте. Pandemonium Radio шоу број 6, со Мајри Скреч, активите е до мене. Бига до сите што не слушате. Stars in the sky, feeling alone, just know you are not the only. Kid Cudi, For the Kids. Со оваа песна го завршуваме преслушувањето на овој албум Man on the Moon 3. Чујте го, пишете ни, постојано сме загрижани за добра конверзација и поглед на нова музика и стара се разбира. Дефинитивно. Ќе легне малце подобро албум, пак имаме повеќе мислења, можеби некоја следните емисии. Ја би рекол дека до следна недела мислам дека и само поише ќе ми се свиѓа албумот него ли тоа што ми се свиѓа сега. Албумот едно патување нагоре надоле, мене на моменти знае да ми изгуби малце, да ме падне. На почетокот ми е многу енергичен, после малце ме шета, али најверојатно тоа е Kid Cudi.
Јап, мислам дека и тоа му била целта која го креирал албумот, затоа и е поделен. Така да тоа е. Ќе видиме што следува. Не знам што следува, бидејќи Кид Кади знае малце да се заборави со музиката, така да ете, не знам, мислам дека следува The Scats заедно со Travis Scott, па ќе видиме колку и сонично ќе звучи блиску до Man on the Moon 3, бидејќи стварно се гледа дека има овде многу влијание Travis Scott и во продукцијата, и во хамс, и во општо во песните и аранжманот. Точно. Тоа беше Кид Кади. Влагаме во рубриката МК сцена која оди после темата на денот стандардно. Тие што не слушате веќе добро знаете. Многу сме среќни дека имаме многу богата МК сцена за денеска. Јап, како вака би сакал да биде секоја недела, искрено. И јас би сакал целата втора половина од емисијата да ја посветуваме на македонската сцена. Дефинитивно. Ќе почнеме, значи имаме да преслушаме една македонска дрил песна која излезе оваа недела, директно од Куманово на Кумановски, што е многу интересно. Имаме да чуеме 3 песни од новиот албум кој излезе од Доуп Куќата, поточно од Јасмин, односно неговото алтер его Елиот Деп. И после тоа имаме да преслушаме неиздадена музика од Кискинов, од Струмица, од неговото EP STR State of Mind, и да позборуваме со него малце на Zoom, да си направиме добар мувет, бидејќи се знаеме двајцата со него од многу одамна. И си имаме и посебни муавети, така да ова е full circle за нас. Многу ни е мило што Кискин е овде да го презентира своето ново EP, кое што и еден вид најава за новиот албум, така да останете тоа да не зборуваме премногу сега, дури тој не се вклучи. Со Кискин ќе збориме малце по Имаме интересни ствари во рубриката МК сцена, за тие што не слушате прв пат. МК сцена е рубрика во која третираме македонска музика, најчесто излезена таа недела или тој период, овој период. Или нешто што тек сега ќе ни улета на радарот, во зависност од тоа дали некој ќе ни прати нешто или слично. Би сакале да ја охрабриме сите да ни праќаат нивна музика или музика на нивни другари, како би можеле да ја чуеме и да ја ставиме во рубриката која ни се свија. Таков пример и оваа следна песна која следува. Песната е од Double G Mafia од Куманово. Дрил песна која се вика Testit. Многу интересно, big up до Hertz, со кој комуницирам полого време, има пишан од поодамна. Ми прати неколку песни, тие тоаш баш нема вкај да ги вметнам, никако не ми одговара, али олко ми го пратише пред 2 недели, ми фатиło и баш ми е на некој начин симпатично ќе речам. Дрил на Кумановски. Многу интересно. Многу сакам да го чуете, да ми да пишете искрено што ви се свига и како ви се свига. И некој сакам да кажам една забелешка кратка. Мислам дека дрил музиката многу добро одговара на македонскиот јазик. Се сеќаваш еднаш и кога направивме една дискусија на Facebook, кога Таско направи дрил песна, истиот ден Тројче Дим направи. Јап. Мене некако македонскиот јазик ми одговара за дрил, дека е потврд, поттежок, баш заради тоа што не одговара толку многу за трап, бидејќи не е мелодичен. Баш за дрил некако ми одговара. Да, ти ја сваќам поентата. Ја, не знам, можда малце сум момекнат веќе на таа тема, ги знаеме коментарите, посебно конкретно Дамилев и Курчо знаат, бидејќи тие беа уклучени во целата таа дискусија. Не знам, се уште така се осеќам до некој степен, малце сум момекнат кон тоа. Отворен сум да слушнам некои нови ствари, така да за се има простор, музиката е универзална, не постои нешто такво кој што човек не може да се инспирира без разлика за тоа од кај потекнува или дали е врзана со некој одредено место, така што да слушнеме, да видиме па да искоментираме. Да, кратка најава само, екипата се вика Double G Mafia, формирана од Hertz и неговиот брат Lil Speedy, почнуваат со работа од 2018 година. Не се премногу активни, имаат неколку песни направено со локални и со некои интернационални артисти со кои имале конекции. Ја извадија сега оваа дрил песна скроз индепендент, имаат снимено спот скроз без буџет, без ништо, само со помош од нивните другари. Така да hustle е real, big up до нив и до сите што пробуваат да прават музика. Ајде да чуеме песната, пишете ни коментар што ви се свија, што не ви се свија кај неа. Идеме со Кумановски дрил Testit. Double G Mafia од Куманово, Testit, прав уличен кумановски дрил, мене лично искрено ми се допаѓа, се разбира дека има голем простор за напредок, но тоа што е онака скроз ро и како што кажат рече дека не бевме вакво нерафинирано, тоа е тоа што ми се свија.
Да, тоа може и да е квалитет, мене повеќе ми беше како критика, во смисла, не знам. Сега сум во таков момент кај што стварно сакам да слушнам, не знам, и добар микс, и добар мастер, но дрил музиката е таква каде што поише си иде буквално на битот е битен и единствена вака замерка, каде што би рекол е би сакал само малце поише да се панкчуал него ли тоа што е. Што значи тоа? Па во смисла, бидејќи битот е многу едноставен и остава голем простор на артистот да прави што сака со текстот и со неговата мелодија и со неговиот вокал, мислам дека тоа е да бидат у смисла не поточни на бит, но да бидат како би рекол, да бидат, не знам, као појаки да бидат, појасни да бидат во тоа што се зборат и самото деливери да биде ептен, шарп, остро да биде и да биде on time. Мислам дека тоа се доаѓа со времето, се надевам нека продолжат да работат. Тоа што мене најмногу ми се свига е тоа што е многу ро. А за дрил музика треба да е ро и ќе кажем уште еднаш, дрил на македонски мене ми се свига, се дека се држи таа граница од текстот да не е преголем курч за нешто што не постои. Ова баш го осеќам дека е скрос real street ghetto shit. Да, како што реков, значи не знам, музиката е универзална, доаѓа се додека доаѓа од искрено место, така што некому што му се чувствува природно, тоа никој не може да му го одземе тоа, така да има простор за и мене да ми се докаже спротивното, иако може би не сум толку отворен на тоа. Во смисла сум отворен, но сакам да слушнам повеќе. Мислам дека не е доволно истражена таа сцена и не е доволно креирана на македонски, таква музика не е толку креирана на македонски јазик, така што колку повеќе луѓе се или колку поише артистите работат на ова, мислам дека само подобро ќе стане. Се сложувам. Тоа беше тоа, ако ви се свигаше песната, проверете во спотот Double G Mafia Test It, ќе ви излезе на YouTube. Преминуваме на следното, бидејќи имаме доста за преслушување. Доп куќата се доста активни оваа година, вадат проект по проект и тоа ми се свига дека вадат проекти наместо one-off синглови. Јап. Ги зборевме уште со првиот албум кој што го извадија, Сам дома, кој што беше буквално направен во ковид, дурбевме сите заклучени дома и кој што кажа дефинитивно се едни од најактивните, стварно работат и не е дека вадат колку да извадат, туку и работите кои што ги вадат најчесто се концептуални, имаат некоја приказна позади и мене тоа ми се свиги и тоа ми е огромен квалитет. Таков е и овој албум проектот кој го спромовираме сега. Овој проект е направен од страна на Елиот Деп, кој е уствари алтер егото на Јасмин од Доп куќата и се вика Не јади многу. 3 точки. Целиот е концептуален, ќе може да чуете и се заснова на јадење бурек. Феноменален концепт. Значи концептот е многу луд, многу онака експериментален, ексцентричен, како и да кажам. Значи тоа е нешто што е одлика на Доп куќата, што на прво слушање може да не ви биде толку, да не го прифатите, ама кога ќе сватите поентата на колку леери онака смислено, добива целосна смисла. Да, и ја би рекол уште еден збор, и тоа е карактеристика и за сите артисти кои што се вклучени во колективот Доп куќата. Многу се сатирични. И мене тоа ми се свиѓа, бидејќи тоа дефинитивно фали на македонскава сцена, бидејќи сите артисти се некако пресериозни, а додека луѓево стварно се забавуваат и креираат многу интересна музика, концептуална пред се, ја вадат и се грижат и за мастер и за продукција, стварно се буквално еден бенд и еве би рекол као one stop shop, каде што буквално се креира битот, текстовите се пишуваат, се прави микс мастер и искача некаде на некој стриминг сервис. Точно. Како што кажа ти, концептуален албум, голем сторителинг, добар сторителинг. Албумот има 8 песни кои се сите поврзани меѓу себе. Ќе може да чуете овие 3 што ги избравме се баш како еден концепт. Поврзани се меѓу себе, но се тотално различни истовремено, така да одлично склопено. Ајде да чуеме 3 песни една по друга, ќе слушнеме бидејќи има поента. Ќе може да чуете, бидете спремни за нешто што можеби немате слушнато до сега, таков е стилот на Доп куќата. Одиме со Елиот Деп и песната After Party. Тоа е Елиот Деп. Се надам дека добивте представа за што станува збор во овој албум. Предобра приказна. Интересна приказна за тие што сакаат ваков концепт на хип-хоп и на општо на музика. Мене многу ме потсеќа буквално и тој епитетиум го имам дајано, бидејќи стварно ме потсеќаат на Медлиб, на Quasimodo, продукцијата ме потсеќа на тоа, сатириката ме потсеќа на MF Doom, не знам, на Flying Lotus
И мило ми е што се инспирираат од такви места, конкретно и Мила ми има кажано дека ептен ги слушаат тие артисти конкретно и многу ми е мило дека се активни и стварно дека креираат. А Јасмин посебно ми е добар и мило нака, бидејќи уште на сам дом имаше еден феноменален врз кај што целиот врз го збори, користи имиња на планини и самиот врз беше концептуален, инаку кој што немаше никаква поврзана со песната, но еден од покреативните ликови кои што го имам слушното во последно време да искочи на македонската сцена и сагам само да продолжат да бидат активни и да креираат нова музика. Ја во принцип не слушам ваква музика и ова го слушнав за да може да го испромовираме тука, али го слушнав денеска 2 пати и онака ми фати уви, за тоа ги избрав овие 3 песни како една многу интересна приказна. Денес со триологии, веј. Да. Ја во принцип поинаков звук малце сакам, али big up за доп куќата кои се уникатни и си работат во свој стил и си имаат одредена публика која ги следи и си имаат свој стил кој си го следат, така да big up нека продолжат да прават. Уште еднаш би пратил апел до сите што прават музика да ни пратат, да чуеме и да пуштиме. Зашто да не? Дури и да имате конкретно и не мора да ви се пријатели или нешто или некои блиски луѓе, ако имате нешто да ни споделите нам што заслужува да биде слушнато и да го пуштиме или да го обработиме слободно, ќе го преслушаме, ќе му даеме внимание, ќе кажеме збор 2 и ќе го обработиме на емисијата, па ќе видиме и луѓето што ќе кажат за истото. Имаме малце проблеми со вклучување на Кискин преку Zoom, така да би сакал да... Добро, чекај. Еве го. Мислам дека е тука. Јоп. Само момент. Јоу. Опа, чекај. Хеј. Се слушаме? Се слушаме, супер. Дали не слушаш ти? Топ. Да, ве слушам. Добре, дојде брат. Се надам дека е се во ред со камерата. Да. Zoom малце зафркалаш, али добри сме се. Добри сме, супер сме. Го користиме Zoom уште од втората емисија, бидејќи Трајче имаше некои фрки дома, беше во самоизолација за секој случај. Еве го и Трајче на Zoom. Сакам да те представам прво пред нашата публика, кој си шо си, како си, па ќе се направиме муабет и ќе го испрезентираме твоето EP. Ќе кажем уште еднаш денеска имаме многу разновидна и богата МК сцена. Се надам дека ќе имаме понатаму така и нови проекти, интервјуа, издадени и неиздадени материјали од сите различни подстилови на хип-хоп сцената, бидејќи нашата хип-хоп сцена во Македонија е доста мала и за жал сиромашна, па се што може да се опфати во неа би сакале да го опфатиме и да го поддржиме. Човекот Кискин е со нас на Zoom, Кискинов директно од Струмица. Луѓето го знаат можеби од дивизија екипа, го знаат можеби бидејќи пушта DJ сетови на плочи. Може да се представиш сама ако уште нешто заборавив. Поубаво не можеше да ме представаш, брат, фала ти многу. Поздрав до вас двајца. Како што кажато, најавата we go way back со Даре и со Трајче. Па full circle ситуацијата и не е баш случајна, не се спојува пак енергијата. Факт. Да. Трајче, може да откриеме ствари која е ситуацијата што нас наврзува. Слободно. Ајде, може. Идеме. Да. Рубик MC беше, така? Јоп. MC Рубик? Да, 2012. MC Рубик, епа, од 2012 за MC Рубик имам правено песна, јас со ствари. Иако не успеавме. Мислам, да, се уште постои некаде на YouTube, да. Имам, брат, ја имам јас дома, секако. Да, баш зборевме пред некое време. Да, неделно. А со Даре нима направено една луда ситуација. Му се јавија на братот од Сараево, од Хрватска, од Загреб, не знам од каде да. И не прати братото Сараево, настапувавме со сите најголеми балкански рап звезди, братчо. За мене беше surreal. Јас никој пат не сум бил starstruck, разбираш? Кога ги видех стока. Брат, неверојатна ситуација. Даре, фала ти многу, брат. Респект, брат. За тоа што го имаш направено. Баш ми е мило дека добро споминавте и слушнав и добри коментари од цела организација таму за вас. Е многу интересна приказна дека јас неколку месеци претходно бев прв пат во Босна, пуштав таму музика, ги запознав луѓето и после некој време пиша
Абе дај предложи ни некој што е онака хип-хоп екипа добра да дојде на настанка што доаѓаат екипи од цела Југославија поранешно. И ми текна на вас, направивте контакт со нив, бевте таму, се си поминале супер, така знам. Да, брат, баш ми било дефинитивно. поради целата прича. Брат, колку што има фидбек за целата ситуација таму, и јас не можам да си поверувам, разбираш. Луѓето по прв пат не гледат, по прв пат не слушат и се тука со нас. Неверојатно. Да, имаше и коментари на YouTube, што ми беше стварно кеф од сараевци што биле на нашиот настап таму. Супер, брат. Одлично. Преубаво. Значи тоа беше Да. бевте таму со дивизија, така? Да. Значи дивизија е твојата матична екипа со која долго време Дивизија е мојата, да, токму така, постоиме од 2003-та, дивизија, сме 5 души, уште двајца имаме за лайв настап, така да сме 7 души официјално. Работиме, брат, моментално го имам овој проект, но музиката со дивизија си стои, си крчка полека и ќе биде повторно. Ајде да се префрлиме на конкретно нови проект што го промовираме денеска. Проектот се вика така. STR State of Mind EP. Тоа е твој EP. Да. Кажи ни нешто повеќе за тоа, објасни ни во кој период го снимаше, зашто овој EP, која е приказната позади него, зашто овој наслов, дали Струмица е поврзана со како град, со Да, темите во текстовите и слично. Така. STR State of Mind, брате, EP составено од 6 песни, снимени од нешто после издавањето на последниот албум на дивизија Стереотип. Тоа е некаде 2016 до кај 2019, рана 2019. Тука го затварам јас старото студио и овие песни остануваат и јас уствари почнав да снимам албум у Велес кај Темелко Андреев, голем поздрав на него. Темелко, брате, уствари клучот сега на мојата музика. Мислам, кликнавме заедно, мојата продукција и неговиот мастеринг прави некоја убава синергија и функционираме многу добро, така да покрај овој проект имам уште еден албум готов и овој проект е уствари најава за тоа што иде. Затоа и го пуштам бесплатно и на сите стриминг платформи. Ќе ми е кеф да биде слушнато, да. Супер, добро звучи, Трајче. Ја имам едно нешто да го прашам. Например, каква разлика има и дали осеќаш ти разлика, дали чувствуваш тоа такво нешто, кај што која е разликата помеѓу снимање музика во Струмица кај тебе дома, во старото студио, и сега снимање со Темелко? Која е разликата? Дали имаш нови погледи, дали ти се отворија некои нови моменти, бидејќи Темелко и знаеме дека продуцира и прави микс мастери и менаџира други артисти? Како дали воопшто има некакво влијание врз целиот твој креативен процес? Брат, ако у Струмица не беа Киндеро или Том да стисна некој рекорд, требаше јас да трчам. Ти текнува. Да. Са имам врвен продуцент, што јас сум таму MC сега, брат. Разбираш? Значи ти си најчиста заложен, форма. ти си заложен Велес- да си го знаеш текстот како што треба да си спремен да го изрецитираш и да го изрокаш што може помалце пати, така. Да, баш така. Разликата е што у Струмица сум и продуцент и организатор и се, а у Велес сум само MC. И има многу голема разлика меѓу EP-то сега што го вадам и за некој месец албумот. Така да сега ќе имаме прилика да услушнаме не постариот дел, него пред да бидам само MC, разбираш, у студио. Извини, кој период се снимени песни, не те сфатив точно во временска рамка? STR State of Mind е снимено од 2016 до рана 2019. Зашто одлучуваш сега да го извадиш? Вака, овие песни беа планирани како дел од албумот. Меѓутоа, кога се осеќаше и разлика во енергијата на снимање на песните, дека се и различен период, нели, подолг период, и некако доживеав друга ситуација во Велес, така да ми се отворија многу повеќе видици со Темелко кон музиката и дефинитивно имам и многу подруг пристап, што ќе биде за некој многу интересно кога ќе чуе и албумот. Многу ми се свига дека сакаш да го извадиш ова од себе. Тоа е ситуација со која што ја разговарам со многу артисти
кои прават музика и не стигнала да биде извадена поради XY причини. Според мене е многу добро што сакаш, иако се постари песни, што сакаш да ги извадиш едноставно од себе и да постојат тие таму некаде на интернетот. Постари се за мене само. Тие песни никој не ги знае и сега ги воскреснавме на некој начин, така да тие звучат како да се вчера снимени за мене, разбираш? Супер, кажи ми како би го опишал овој проект? Кои теми ги опфаќа? Каква е продукцијата со кој работеше на продукцијата? Вака. Овој проект е малку, да не кажам малку од подтемната страна на спектрумот, разбираш? Добра. Бидејќи албумот ми се вика Light. Така да, на некој начин овде ги истерувам сите критични моменти и сите, да не кажам, фрустрации или ги поминувам сите работи што уствари некако ми пречат и знаеш, повеќе критичен и како оди процесот низ EP-то, се осеќа на крајот како му се обраќам на градот, која е состојбата и дека пораката е што треба да се смени, дека културата се повеќе и повеќе изумира. Многу помалку, се помалку артисти творат и едноставно треба да живее оваа ситуација. Да, и тоа е случај повеќе конкретно и за Источна Македонија, бидејќи ја потекнувам од таму. Да. Ја знам ситуацијата каква е. Знам дека е многу тешко, знам дека веќе и тие малкуте што постоја веќе не постојат или не креираат музика и дефинитивно се слагам дека веќе нема никаков репрезент на култура, без разлика тоа дали е уметност, дали е музика, дали е драма, дали е театар, било што, веќе едноставно и не постои исклучено од тоа општество. И мислам дека голем ми се и среќен сум бидејќи се уште има луѓе кои што пробуваат тоа да го на еден начин воскреснат или да го одржаваат во Источна Македонија, така да big up за тоа. Ја имам уште едно прашање, бидејќи знам, имам слушано конкретно, ти го знам и албумот На патот кон дома, ако не се лажам се викаше. Мене тој ми е одличен албум, посебно продукцијата ми се свиѓа многу. Како е поразлична продукцијата и како на пример ти си имаш менето, бидејќи ти си битмейкер. Ако не се лажам и почна како битмейкер, па после прерасна и во MC. Така што како на пример овој проект е поразличен од претходниот, бидејќи претходните ти беа многу sample based, посебно имаше и македонски етно песни што елемент кој што ја многу го вреднуе во тоа време. Еве сега конкретно, не знам, тој торч го носи DJ Гоце, бидејќи тој го прави тоа сега веќе, би рекол, на највисоко ниво. Така што објасни ми на пример на кој начин е поразлична продукцијата од претходните проекти па сега до овој. Да, брат, На пат кон дома е уствари дефинитивно sample-based албум, како и сите албуми на Дивизија, како и се што имам направено уствари. Меѓутоа, изборот на семплови и енергијата што ја носат проектите е дефинитивно различна меѓу сите. Знаеш, брат, исти е принципот. Јас се уште на исти начин правам музика, пробав да сменам со ритм машини, со разни други софтвери, меѓутоа, знаеш, основата што јас ја имам за тоа што го правам, што функционира, не треба, Примо никој пат не направил компромис, разбираш? Да, тоа секој пат Примо ќе звучи како Примо. Тоа е креативна одлука сепак на крајот на денот. Не се споредувам во никој случај, меѓутоа принципот е тај. Да, добра паралела сепак во секој случај. Да. Да најавиме тоа што ќе чуеме. Значи, кажи ни прво, овој EP излага во петок, ако не се лажам? Да, во петок го пуштаме на сите. STR State of Mind, каде ќе може да се слушне? STR State of Mind ќе може да се слушне на YouTube, на IGTV и на Spotify. Одлично. Big up за тоа што оставаш на Spotify. Би сакале цела македонска музика да е на Spotify и на другите платформи. Сега спремивме 3 песни и јас и Трајче го преслушавме неколку пати викендов. Ги одвоивме песните на Мета, Филтер и STR State of Mind. Кажи нешто повеќе една по една. На Мета и Филтер имаш гостување од Джак, така? Кажи нешто повеќе за песните. На Мета и на Филтер е уствари гостин Джака. Кажи ни нешто повеќе. Не, ќе кажам општо за гостите. Значи почнавме околу гостите, значи ги имам Дивизија, го имам DJ Попај на Мета и го имам Джака Накот на 2 песни исто така.
Не праша преги за како Џака се најде на овој проект. Уствари, брат, Џака кога е во Македонија, Струмица му е втора дома и многу време минува со нас и кај нас. Така да тие беа времиња кога се висеше многу у студио и снимавме неколку песни и тие две се најдоа на овој проект. Тоа е околу песните, брат. Добро, супер. Ќе ги слушнеме сите три одеднаш, бидејќи за да може да се отсети баш како што се наредени на самото EP, Stutter State of Mind е некој начин аутро. Така да искрено до сега не сме пуштиле ваков звук, конкретно ваков звук на Pandemonium радио. Знаеш дека за мене на моменти ова е и премногу рап, бидејќи слушам слушам тотално друга работа, али ми се свиѓа 2020 година која се вратив малце на бум бапот и би сакал во Pandemonium радио да третираме се почнувајќи од дрил, трап, bubblegum трап, па се до бум бап и слично. Трајче нешто друго за крај? Да, дефинитивно. Иако знам дека ги имаме одбрано, фактички тоа се впрочем, ако не се лажам, и последните 3 песни од 6. 4, 5 и 6. Ја морам да ја искоментирам трага број 2, тоа е знаеш како оде, баш и преска уште кога тестиравме, зборевме за неа. Ќе оставам на луѓето да, во петок кога ќе искочи целиот проект да ја слушнат и зашто станува збор, но мене ми се свиѓа тоа што се негува струмишкиот дијалект, бидејќи источњашките дијалекти имаат некоја стигма бидејќи се многу груби или ете така пребрзи. Ова ми е одличен репер за тоа како може една песна да звучи на дијалект. Има повеќе артисти меѓу кои Курчо е овде меѓу нас, моментално и мислам дека не слуша. Курчо е еден од артистите кој што си рапува на својот дијалект, така да ова е за почет, многу ми се свиѓа и конечно да слушнам и некој артист од Источна Македонија да на таков начин да го репрезентира и својот град. Да, брат, знаеш како да уствари прва и единствена песна струмички што имам снимено. Од нигде, брат, ме пукна, напишах на струмички, брат, цела песна и тука заврши таа енергија, тај джини што дојде ме посета од Струмица. Тоа е тоа. Толку, брат. Супер, исто. Би сакал па да ми се врата да можам на струмички да направам уште. Пошто кој има слушнато уствари му е интересно доста. Истото се случи, песната што слушнаме од Куманово, Тестит, беше на кумановски и баш добро звучи дрил на кумановски, така да big up до сите артисти што прават музика на својот дијалект и што го репрезентираат својот град, бидејќи тоа е многу битно. Кај нас ја барем сметам дека обележие на град многу фали во македонската музика, така да тоа е одличен репер за мене. Дефинитивно. Тоа е тоа. Кискин, фала ти многу, брат, за гостувањево. Фала ти што ни даje шанса да ги пуштиме песните премиерно неиздадени на Pandemonium радио шоу. Фала ви на вас многу, брат. Тука сме за промоција на било каква музика или било што друго од тебе и од твојата екипа, секогаш и не само за вас, него и за цела македонска сцена. Така да слободно пишете, ни сконтактирате да го направиме тоа. Слушаме 3 песни. Фала уште еднаш, поздрав до сите што се уклучија да слушат. Фала ти тебе, брат. Пресна музика, Stutter State of Mind, другари. Stutter State of Mind, Pandemonium радио шоу. До следниот пат, кога ќе го издаде и официјалниот албум, така да се надевам дека ќе биде за некој месец од сега. Во некои подобри услови кај што нема да бидеме затворени дома. Фала уште еднаш, мора да го изгласам ова за да пушта музиката. Big up и биде ми поздравен. Поздрав, брат. Здрав. Чао. 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 Град без култура е обседната куќа. Доволно место има за сите. State of Mind. Stutter State of Mind. Какво аутро? Баш дрско си кажа се што имаше. За на крај за аутро на целото EP. Ќе повторим уште еднаш, ако ви се свигаше муабетот и ви се свигаше овој sneak peek од EP-то, во петок излага, заследете го Кискин на социјалните мрежи и очекувате го албумот на YouTube и на Spotify. И тоа да биде предвестник на тоа што следува за неколку месеци понатака. Ќе го чекаме и тоа, ќе го испромовираме обавезно на Pandemonium радио. Не ми се верува дека до 11 и 12 се уште сме тука. Ви благодариме многу за вниманието. Колку брзо помина некако летна, многу добра содржина имавме денеска. Многу нова музика, многу разновидна музика. МК сцена секцијата беше преполна. Многу ми се свиѓа и разговорот што го направивме. Покривме сосема два различни проекти. Еден е проектот на Кискин, другиот е на Елиот Деп, односно Јасмин.
и мислам дека ги покажува и двете екстреми буквално на македонската сцена. Значи го имаме Кискин кој што реално еве и во македонската сцена е некаков и ветеран би нарекол бидејќи е долго време во играта, и ги имаме од другата страна Доуп куќата кои што се млади дечки, иако имаат години позади, тек сега се веќе најактивни и се најзрели некако и ја креираат музиката, ја креираат својата најдобра музика би рекол. Ќе пратиме апел уште еднаш да ни пратите музика македонска што мислите дека треба да ја чуеме и да ја пуштиме, со задоволство ќе го направиме тоа. Сакам да го кажеме што имаме спремно за следната емисија пред да се одјавиме, односно за последните два понеделници од 2020. Правиме ретроспектива на целата година. Ќе влеземе длабоко, јас и Трајче веќе почнавме да ги правиме листите на албуми што сме ги слушале, синглови, интересни моменти, иако немаше толку многу real life моменти ради коронава, али интернет моменти, некои такви работи што одбележа годината на некој начин. Сепак културата си ги имаше своите моменти во 2020. Така да тековните работи тука ги завршуваме. Следните две епизоди правиме ретроспектива на 2020. Планирав да направиме втората епизода и ретроспектива на македонската сцена. Ќе видиме како ќе ги спланираме тоа, како ќе ни фати со време, али очекувајте интересни проекти, пишете ни на Инстаграм што мислите дека треба да фатиме, што за вас беше интересно. Ќе направиме таму некои прашања, ќе го направиме и тоа. Уште еднаш сакам да дам big up до Нина која склопи Pandemonium Guest Selection Part 2. Вториот дел може да го чуете на YouTube и на Spotify. Утре ни излага топ 10 листата за оваа недела, исто така на Spotify и на YouTube, така да имате музика за слушање. На тие што им се слуша може да проверат, имаше и македонски проекти кои може да ги чуете и странска музика која промовирам. Тука сме недели до крај. За крај оставивме на многу интересен проект од многу интересен артист. Кој што инаку планираме да го покриеме многу долго време. Имаме зборено еве конкретно и со Дамилев, имаме зборено за него. Мене ми е еден од покарактеристичните луѓе кои што ги имам слушнато последниве 2 години. Тоа се работи за Channel 3. Артист кој што сосема случајно ми се појави некаде на радарот во 2018 година со впрочем и со неговата прва песна која што се вика Controller. Многу интересен стил на музика, нешто до тога што немав слушнато. Ме потсеќа многу на Goldlink, би рекол дека на стар Goldlink со тоа што рапува на такви фанки Детройт битови, на Детройт хаус битови. Апtempo хаус битови се уствари. Буквално, тоа е апла Детройт хаус битови. Така што многу интересен концепт, многу длабок вокал би рекол. Има ептен deep voice и тоа му е една друга карактеристика. Текстовите не се нешто повеќе конкретно, но мислам дека само ги воздигнуваат музиката која што е позади и исто така е focal point. Соработува со многу интересни продуценти кои што се од таа сцена, за нас непознати реално, но и почна да добива голем фан базата, почна веќе да му се шири меѓу рап фановите со тоа што буквално на социјалните мрежи го споделуваа луѓе ко Тайлер, дури стигна и до Елтон Џон. Тоа и баш читав пред некое време дека Елтон Џон е еден од неговите најголеми фанови. Музиката е многу интересна. Тоа што ќе го пуштиме неговиот последен проект што го извади буквално пред некој ден, кратко EP, каде што уште еднаш ги флекса своите буквално и вокални способности, а и неговата продукција карактеристична, каде што има еден интересен фичер, а тоа е Tyler the Creator, со тоа што Тайлер, кој што е артистот моментално, значи после Игор, е многу интересен момент да соработува со еден артист кој што почнал буквално пред 2 години да креира музика. Помеѓу другото, Channel 3 исто така и соработува со JPEG Mafia или со некои такви. Дамилев имаше еден збор за тие ги нарекуваше пост-рап артисти. Не знам колку се пост-рап или не, но сепак имаат многу покарактеристичен звук и буквално на еден начин прават блендинг на два различни стила, на рап и уште на некоја музика која што на многу интересен начин ја внесуваат во рап културата. Ја би дал big up до Дамилев тука, бидејќи ја од некого дознав артистот. Си ги има таквите. Интересен споја, ја би рекол и не е само хаус, некогаш има и некој West Side Funk во песните, значи многу интересен, многу Калифорнија звук, а од другата страна значи ги има и оние 909-ки што се познати во хаус и во техно музиката. Не знам, конкретно Weedman, Controller, Top Down исто така е феноменална песна која што мене ми вртеше цело лето. Ке треба да напишеш еден подрадар од текст или ти или Дамилев да се договорите, така? Може да се договориме, може и двајцата да го обработиме заедно во некој текст. Така да shout out to Дамилев. Не знам Дарко, останува уште да го слушнеме, да го оставиме за крај, да се одјавиме овде. Да, ќе се одјавиме тука, ќе слушнеме двете песни каде што има гостување на новиот проект.
Ќе го пишем сега во чет како се пишува, за ако ви се свига да може да го изгуглате. Првата се вика Fuego со Tyler the Creator, втората се вика Take Your Time со Tinashe, па после ќе го оставиме да си отсвири за крај. Мислам дека е многу добар звукот, така да не се гасете, ќе си направите мини журка по дома. Јоп. И ептен добра музика која што кида во позадина за аутро на вечерава. А благодарност уште еднаш за сите што останавте до крај на ова Пандамониум радио шоу, 6-то издание. Фул со содржина, мислам дека беше многу интересно, се надам дека ви го задржа вниманието. Јас сум Айрис Креч, до мене Activity, тука е Джо, big up до Джо што не сликаше денеска. Овде беше и Алекс, shout out to Алекс, да не ја заборавиме. Благодарам на сите што останавте со нас до крај, 2 сати и 18 минути, еве веќе броиме. Shout out to Кискинов, кој што не дружеше и направивме одлично интервју. Shout out до Јасмин и до Куќата, кои што ни го прати албумот и ни дозволија да го обработиме во емисијата. Така да, не знам, одлична емисија, ја би рекол, многу сум задоволен бидејќи стварно имаше многу музика и многу што да се збори. Така да до следниот пат кога ќе обработуваме целата година во ретроспектива. Се слушаме следно наредниот понеделник, 21 часот, mixlr.com/pandamoniumradio, а до тогаш се читаме на Инстаграм. Јоп. Поздрав. Поздрав, чао, чао. Hey, that's that nigga.